Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте на денешната пресконференција. Вториот канал од преводот е на македонски, третиот канал е на англиски. На почетокот ќе ви се обрати премиерот Заев. Премиере, повелете. Благодарам. Почитуван заменик државен секретар на Соединетите Американски држави, господине Џон Саливан, почитувани присутни, почитувани амбасадоре, почитувани представници на делегацијата, почитувани представници на медиумите. Посетата на заменик државниот секретар Џон Саливан е уште еден доказ за постојаната и континуирана поддршка на Соединетите Американски држави на Република Македонија. Стратешкото партнерство меѓу нашите две земји е постојано афирмирано на сите меѓусебни средби и посети на високо ниво, со претседателот Трамп на маргините на НАТО самитот во Брисел, со подпредседателот Пенс при нашата посета на Вашингтон, како и при официјалната посета на американскиот секретар за одбрана, господинот Џејмс Матис. Дека тоа не се само декларативни заложби, потврдува нашата економска соработка и заедничките учества во мисиите на НАТО, каде што нашите војници, рамо до рамо со американските, учествуваат во борбата против тероризмот и екстремизмот за одржување на мирот во светот. Во денешниот разговор потенцирав дека во Република Македонија создаваме услови за политички амбиент кој ќе овозможи реализацијата на договорот од Преспа во целост, дека ги сведуваме ризиците на минимум и дека нема да ги препуштиме процесите на било каква случајност. Успешната завршница на овој процес во собранието е нашиот билет за да влеземе во НАТО. Паралелно со овој процес, нам ни остануваат со иста енергија и повеќе да продолжиме со реформите во правосудството, безбедносните служби и јавната администрација. Овие, како и останатиот дел од пакетот реформи од Планот 18, не става во целосна мобилна состојба. Ние мораме да бидеме сигурни дека до средината на наредната година на Европската комисија во Брисел ќе испорачеме кредибилни резултати за да се потврди одлуката на Советот на ЕУ за отварање на преговори за членство со Европската Унија. Процесите во Република Македонија имаат свое влијание и во нашиот регион. Нашата земја останува цврсто на својата улога да биде фактор на поврзување меѓу земјите во регионот и да ги охрабрува лидерите на земјите од Западен Балкан да бидат посветени на одржување на мирот, стабилноста и регионалната соработка. Градиме партнерства за еден нов Балкан со силна поддршка на Европската Унија и на Соединетите Американски држави. На крајот, дозволете ми уште еднаш да нагласам. Република Македонија е охрабрена и инспирирана од секоја средба со нашите пријатели од Соединетите Американски држави. Остануваме во тесна соработка за исполнување на нашата стратешка цел да станеме членка на НАТО и на Европската Унија, за да продолжиме уште поактивно да придонесуваме во евроатлантските структури за мир, стабилност и просперитет на сите нации кои се дел од истото семејство. Благодарам. Благодарам, премиере. Го најавувам обраќањето на Џон Саливан, заменик на државниот секретар на Американскиот Стейт Департмент. Мистер Саливан. Thank you for that kind introduction. I've had already a fruitful visit за љубезниот повед. I've had the honor of meeting several government officials, and as I've discussed in my meetings with Prime Minister Zaev, with Foreign Minister Dimitrov, the United States strongly supports full implementation и сите други со кои имав чест да се сретнам во текот на мојата посета. Како што разговарав на моите состаноци со претседателот на владата Заев и министерот за надворешни работи Димитров, Соединените Американски држави силно го поддржуваат целосното спроведување на Преспанската спогодба, која што ќе овозможи на Македонија да си го заземе заслуженото место во НАТО и Европската Унија како Република Северна Македонија, при тоа придонесувајќи кон регионалната стабилност, безбедност и просперитет. Се залагаме за безбедноста и стабилноста на југоисточна Европа, а Македонија е клучен дел од таа стабилност.
Секако ја сметаме Македонија за лидер во регионот со оглед на незините заложби за мир, стабилност и соработка. Изразувам пофалби за председателот на владата Заев и министерот за надворешни работи Димитров, како и за храброто лидерство на оние пратеници од собранието кои во октомври го презедаа следниот чекор за да обезбедат посветла иднина за Македонија и незините граѓани. Вашите гласови ја ставија вашата земја на патот кон безбедна, по-сигурна и по-просперитетна иднина. Сега, како што продолжува процесот на спроведување на спогодбата во собранието, ги потикнуваме повеќе пратеници да ги остават настрана партиските интереси и да останат фокусирани на заедничките стратешки цели. Нема друга алтернатива. Надежите за посветла иднина за вашата земја ви се надофат. Од суштинска важност е Македонија да остане сконцентрирана на реформските приоритети, да го заакне владењето на правото, да ја заакне независноста на судството и да ја подобри управувањето и капацитетот на институциите. Да, прашањето е доколку помине процесот во Македонија, колку е известно дека ќе помине во Грција со оглед на привирањата во грчката влада околу Преспанскиот договор и најавата на господинот Каменос дека ќе ја напушти, колку тоа тесно малцинство во грчкиот парламент е известно дека ќе го усвои договорот и што доколку не се случи такво нешто. Благодарам. Is completed in Macedonia, how certain are you whether the process of implementation of the same agreement would be completed in Greece, considering the very narrow majority and the announcements by Mr. Kamenos that he would immediately leave the parliament? Well, thank you for that question, and of course it is an agreement with two sides. An agreement reached by two courageous leaders. We are convinced in the United States that this agreement is profoundly in the national interests of both Macedonia and Greece. Secretary Pompeo met with a Greek delegation last week as part of our strategic dialogue with Greece. And we were in agreement with our Greek colleagues on the importance of the Prespa agreement, its importance for the future of Greece, and we look forward to supporting Greece as it implements the Prespa agreement for the prosperity and the future of both Greece and Macedonia and their relationship together. Again, I want to emphasize the courageous leadership of two prime ministers of Macedonia and Greece, the agreement that they've reached for the benefit of their respective countries and the region. It's something that the United States is proud to support and the principal reason that I'm here today. Thank you. Секако тоа е спогодба со две страни, во која што има две страни. Прво би сакал да нагласам дека е тоа спогодба постигната од два храбри лидери на две земји. Соединените американски држави цврсто веруваат во спроведувањето на Преспанската спогодба. Помпео минатата недела се сретна со грчка делегација како дел од нашиот стратешки диалог со Грција и ја нагласи важноста на спроведувањето на спогодбата за двете земји, како за Македонија, така и за Грција. Спроведувањето на оваа спогодба е важна за просперитетот на двете земји, и Грција и Македонија. Повторно сакам да го нагласам храброто лидерство што го покажа двајцата премиери на Грција и Македонија. Соединените американски држави се горди на ваква спогодба која што е постигната во меѓу двете земји и понатаму ќе продолжиме да го поддржуваме спроведувањето на спогодбата и тоа е една од причините за мојата денешна посета. Најсериозна гаранција за успешноста на процесот е инклузивноста на самиот процес, преку кој што активно учество земаат огромен број на пратеници.
не само 8 пратеници од новата пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата, туку и другите пратеници. Ова беше потврдено уште при самата дебата за утврдување на потребата за отварањето на уставните промени, каде што беа вградени буквално сугестиите на 8 пратеници. Во втората фаза исто така, која се зборуваше за нацрт амандманите, и еве во оваа трета фаза видовте излеговме со амандмани, каде што буквално е вградено скоро се, кое што беше во духот на договорот, а беше предложено од опозицијата и од македонските партии, но и од албанските политички партии. Тоа е несериозната гаранција. Дури и сегашните амандмани кои што веќе постојат на уставниот законник се дополнително само уште една потврда дека нивната прифатливост е со огромна можност. Се надевам дека најголем дел од тоа е прифатливо за да ги подобриме самите уставни промени кои што се случуваат во Македонија, а уште еднаш бидат сериозна потврда за зголемувањето или одражувањето на најмалку двотретинското мнозинство, кое што е неопходно некаде средината на јануари да ги даде последните поддршки на уставните промени во Македонија. In answer to your question, the best guarantee for the successful implementation of the agreement is the inclusive character of the process of preparing the amendments and working on them. This process includes and involves not only the 8 MPs from the new MP group of ВМРО ДПМН, but also includes other large number of MPs. In the debate preceding the decision whether to go for the constitutional amendments or not to go for the constitutional amendments, the suggestions presented by the 8 MPs were taken into consideration, and the inclusive process continues as we draft the amendments themselves. In drafting the amendments, we have, of course, taken on board any suggestions presented by MPs, those 8 MPs, but also other MPs, both coming from the Albanian and Macedonian political campus. So this tells me and gives me the right to be hopeful that we will be able to hold on to that 2/3 majority in order that is necessary for the adoption of the amendments by mid-January. Проблемите со преводот ни го крадува времето. Второ и последно прашање, простете, Сеат Ризвановиќ повели. Да. TV24 Skopje. I have a question for Mr. Sullivan. We are seeing increasing hostile rhetoric in the region against Macedonia, especially as the Prespa agreement is moving toward the final ratification. Do you maybe see a Russian footprint in this action, because Moscow is openly opposing the agreement, and maybe they are working with all the efforts for the agreement to fail? Thank you. Гледаме се повеќе непријателска реторика кон Македонија како што напредува процесот за спроведување на Преспанската спогодба. Дали сметате дека е ова под руско влијание со оглед на тоа што Русија отворено се спротивстави на Преспанската спогодба? Thank you. I am proud to stand here on behalf of the United States in support of what the government of Macedonia and what the people of Macedonia want, which is accession to NATO and the EU. They support this government and this government's efforts to achieve that, including the Prespa agreement. I'm proud to support that. The United States is proud to support that. We support it. We're not instigating it. These are decisions that have been made under what I've previously described as the courageous leadership of this Prime Minister. The United States stands in support of that. I don't think it's any secret that the Russian government stands in opposition to NATO membership for Macedonia, and I think it's fair to say will undertake whatever activities it could do to undermine, for its own interests, what the Macedonian people and the Macedonian government have decided are in this country's best interests. The United States stands with Macedonia. I don't think it's any surprise to anyone in this room that Russia is opposed to the path that Macedonia has chosen,
will implement means that would try to undermine that, any means available that they can. We've seen that in other parts of Europe. We've seen that in U.S. elections previously in 2016, for example. So that's not a surprise. But again, I want to emphasize it's the United States that's standing with Macedonia, with its courageous government, with the people of Macedonia, and we will assist others who are united in supporting this government in confronting and exposing Russian malign influence in Macedonia, elsewhere in this region, or in Europe or wherever, that seeks to undermine the legitimate democratic processes in governments that have made decisions in the interests of their people, as Macedonia has done here. We will stand with those governments. We will stand in opposition to that malign influence, do all we can to oppose it and expose it. Горд сум што од името на Соединените Американски држави сум тука. Горд сум што од името на Соединените Американски држави сум тука во поддршка на одлуката која што ја донесоа политичките лидери на оваа земја и граѓаните на оваа земја. Значи, ние не сме тука да потпалуваме нешто, едноставно тука сме да ја поддржиме одлуката која што ја беше донесена под храброто раководство и лидерство на премиерот, одлуката за членство во Европската унија и НАТО. Не е тајна, на сите тука ни е познато дека Русија се спротивставува на Преспанската спогодба и никој нема сомнеш дека Русија ќе направи се што може во сопствен интерес, наспроти интересот кој што го чуваат граѓаните на Македонија, за да го поткопа процесот на спроведување на Преспанската спогодба. Меѓутоа, Соединените Американски држави ја поддржуваат Македонија, ја поддржуваат легитимната и демократска одлука донесена од државата. Како што кажав, не изненадува руското влијание. Руското влијание е видливо и во други делови од светот, впрочем и нивното влијание или вмешување во изборите во Соединените Американски држави 2016 е веќе добро познато. Уште една сакам да нагласам дека ние ќе работиме со и ќе ги поддржиме сите влади кои во разоткривањето на сите активности кои што Русија ги презема со цел да ги поткупа легитимните и демократските одлуки на државите. Пред самиот крај ќе ве замолам да останете на место, премиере, од поздравувањето напред. Photo handshake opportunity for the photojournalist, please. Ви благодариме на сите.